14 октомври е 287-миот ден во годината според Григоријанскиот календар. До крајот на годината остануваат уште 78 дена. – 1890 година е роден Двајт Ајзенхауер, американски генерал и политичар. Во Втората светска војна бил командант на американските воени сили во Европа, потоа командант на сојузничките сили во Средоземјето, раководител со операциите на Сицилија во Јужна Италија и со десантот на Нормандија. По војната бил командант на Северноатлантскиот пакт. Во 1952 година и во 1956 бил избран за претседател на Соединетите Американски држави. – 1919 година е роден Димитар Митрев, македонски литературен критичар и есеист, академик, професор на Филозофскиот факултет во Скопје. Уште во 1938 година, кога бил формиран Македонскиот литературен кружок во Софија, тој членувал во него заедно со Никола Вапцаров, Коле Неделковски, Ѓорѓе Абаџиев, Антон Попов и со други прогресивни македонски писатели кои работеле за афирмирањето на македонската национална култура. – 1933 година нацистичка Германија се повлече од Друштвото на народите. Имено нацистичка Германија или Трет рајх е државното уредување на Германија помеѓу 1933 и 1945 година, кога била под власт на Национал-социјалистичката германска работничка партија, начело со Адолф Хитлер како канцелар. – 1944 година германскиот окупатор изврши масовни убиства во 9 села во Штипско и Кочанско. Најмногу настрадале штипските села Крупиште, каде биле убиени 49 лица, и Горни Балван се убиени 26 лица, како и Кочанското село Уларци се убиени 25 лица. – 1944 година починал Ервин Ромел, германски фелдмаршал. Неговата кампања во Северна Африка му го донесе на Ромел прекарот Пустинска лисица. На 6 февруари 1941 година на Ромел му било наредено да стапи под команда на афричките трупи, кои биле пратени во Либија да им помогнат на италијанските сили, кои биле поразени од британските. – 1993 година во Њујорк е потпишано заедничко соопштение за воспоставување на дипломатски односи помеѓу Република Македонија и Народна Република Кина на ниво на амбасадори. Потпишувањето е извршено под уставното име. – 1994 година Пуирската републиканска армија и лојалистичките парамилитарни единици објавија општ прекин на воените акции, со што се создадени основните предуслови за почеток на крајот на крвавата северноирска граѓанска војна.